Добар ден, почитувани, добро дојдовте во уште една дебатна емисија за или против. Вечерва со мене Елена Марковска-Цветановска. На моје огромно задоволство поводам на овие двајца гости кои што вечерва ќе ми прават друштво и ќе разговараме на повеќе актуелни теми. Не биле дел од програмата на телевизија Алфа, односно не биле во дебатна програма. Имаме многу теми за кои што ќе разговараме, да не должам многу да ги представам моите соговорници. Добар ден и добре дојде за Васко Кичевски, председател на градска организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, и добро вечер исто за Бојан Христовски, председател на градскиот комитет на ВМРО ДПМН. Темите од град Скопје секако дека ќе ги опфатиме во ова издание на За или против, но така налагаат нели ситуациите и случувањата во државата, секако дека ќе ги спомнеме и ќе дебатираме и за актуелните теми. Јас на оваа емисија и дадов 3 наслови кои што ќе имаат можности гледачите да ги видат долу на кајронот. Коридори, епски криминал или историски капитален проект, уставни измени или можеби предвремени избори, што му се случува на Скопје. Ова се само како најави за тоа што ќе разговараме во продолжение. Кичевски, ќе започнам со тебе. Владата најави дека во саботата ќе почне изградбата на коридорот 8, но од тоа гледаме дека ништо не се случи, односно не знаеме што се случува, почната или не е почната, ќе ми кажете вие сте и советник на премиерот Ковачевски, така? Што се случи? Зошто ве прашувам? Затоа што опозицијата обвинува дека почнаа да течат и роковите за плаќање на пенали за Бехтел и Енка. Што се случува во моментов на терен? Добро вечер, Елена, добро вечер, Бојан, добро вечер и до гледачите. Најпрви би сакал накратко да одговорам на сите оние дилеми кои што десетина дена се пројавуваат низ јавноста за тоа што се случува со договорот Бехтел и Енка и владата на Република Северна Македонија, и да одговорам пред се на прашањата кои ги поставувате. Да, ќе зборуваме за договорот секако, да. Да, но се работи прво овдека за еден договор кој што е од стратешко значење за државата. Тоа мора да го знаеме, тоа може да го признаат сите, бидејќи 32 години како имаме независна држава, постојано се провлекува коридорот 8, коридорот 10 и коридорот 10 кој што е изграден претходно. Ова се стратешки работи кои што не може да не ги поздравиме. Се разбира. Тука е оние дилеми кои што ги имате и кои што ги прашувате. Првата дилема која што ја прашувате е отпочнувањето на проектот. Отпочнувањето на проектот значи подготовка на проект, бидејќи прв пат се работи за еден ваква изградба на автопат, значи подготовка на проектот, подготвителна фаза која што е отпочната на терен. Ќе се види малце подоцна. Нормално, бидејќи тоа е процес. Прво имаме проектирање, па изведба. Таков е начинот на овој договор за изведба. Втората работа која што е важно за овој договор е важноста на самата изградба на овој автопат. Важноста на самата изградба на автопатот не е само заради поврзувањето со исток-запад. Тој е важен затоа што со ваков еден проект граѓаните ќе почувствуваат многу бенефити. Еве за пример. Првиот пример ќе го кажам Охридски аеродром. Сега за да отидеме до Охридски аеродром, јас ни треба 2,5 часа за да го користиме тој аеродром. И неговите капацитети не се доволно искористени. За да го зачуваме она кое што го имаме. Нашето најголемо национално благо, тоа е Охридското езеро. Ние немаме автопат во овој момент. Имаме еден небезбеден пат, недоволно безбеден пат, кој што го имаме до Охрид или пак до Струга. И на тој пат губиме сати за да можеме. Што години е оставен така и ништо не се случува. Така е. Со години го имаме проблемот. Ќе позборуваме и за проблемите кои што ги има за клучката Кичево Охрид и за се што се случува во државата. Она што важно. Со правењето на автопат на коридорот 8. Ние, како држава, ќе диверзификуваме она кое што го имаме како во моментов, а тоа е единствен пристап до Солунското пристаниште. Сега, со изградба на овој автопат, ќе имаме можност да имаме пристап до пристаништето во Драч и до пристаништето во Бургас. Тоа значи подобра економија, поише трговија, поише туризам, подобар стандард за граѓаните. Тоа е она за кое што највеќе се бори ова град. Зачувување и подобрување на стандардот на граѓаните на патот кон целосно членка на Европската унија. Верувам дека на сите има ова јасно и за никого не е спорно дека е крупен капитален проект кој што е од огромна важност за државата, но има сомнеш, нели, за начинот и договорот потпишан со Бехтел и Енка и што се содржи тој договор, кој што јавноста никако не може да го види. Ќе ви дадам збор на вас, Христовски, ако имате реплика, ако не би ве прашала, ВМРО ДПМН денеска побара од владата
да објасни зошто се обврзала на пенали од 53 милиони евра за овој месец и вкупно 196 милиони евра за пенали само по основ промена на закон и воведување на 60 часа работна недела. Ова ќе го позборуваме и со вас. СДСМ обвинува дека пак ВМРО ДПМН ја води хајка против проектот. Прашањево ми е од каде имаме толку пари? Богата ли ни е државава за вакви суми вртоглави за пенали? Токму тоа е интересно што вечер го споменувате, тоа е дека се поставува дилема дали е тоа така или не е тоа така. Интересно е тоа што иако го поздравуваме овој проект, нели нормално е да сите сакаме да возиме по добри и квалитетни патишта во држава, што воедно ќе зголемат и рейтингот на Република Македонија и во регионот. Но прашањето е зашто се прави можеби најголемата капитална инвестиција во историја на Македонија и тој договор се прави тајно. Тој договор не би имало дилеми во јавноста доколку и новинарите и експертите и двете најголеми политички партии не би имало дилеми доколку тој договор беше јавно објавен. И во времето на владењето на ВМРО ДПМН и коалицијата имаше исто така изградба на автопати во неколку наврати, но ниеден од тие договори не бил таен под степен на класифицираност, како што слушнавме сега, државна тајна. Тоа е интересно, но како што видовме во медиумите, свиркачи доставуваат делови или можеби целосниот договор, од каде што може да се види дека самиот договор произлегуваат потреба за измена на 8 закони, во кој што меѓу другото се вели дека доколку законот за работни односи, односно делот каде што наместо 40 се работи 60 работни часа неделно, доколку не се направи тоа во рок од 45 дена, се плаќаат пенали од 53 милиони евра. И за секој дополнителен месец по 2,1 милиони евра дополнителни средства. Сега, од каде би ги нашли тие пари? Значи, воопшто нема започнати со никакви активности, а веќе нас тоа многу не кошта. Но да не забораваме и претходно јавните пари кои што се ставени на трошок на граѓаните, а се ставени во таен договор, и претходно имаше трошоци пред подпишување на договорот, односно во ИРД кои што учествуваат во конзорциумот за надзор при нивното учество за правење на овој договор се исплатени 4 експерти кои што слушнавме од по 300.000 евра. Значи веќе има трошоци, се јавуваат дополнителни 53 милиони евра како трошок, иако таму има ставено само една табла, имаше едно отварање свечено, а понатаму не видовме ништо. Да, истото прашање и за вас. Ме интересира има ли државата толку пари за толкави пенали, доколку ова се што го објавува опозицијата е точно, а нели изминатиот период видовме дека објавуваат детали и информации кои што свиркачи ги доставиле до нив, подпредседателот на партијата мислам дека ги објавува овие информации. И секи беше така, ако тоа беше вистина. Прво да почнеме за тезата дека збориме за договор кој што е скриен и е доверлив. Да, се работи за класифициран договор кој што е со назнака доверливо, но она што е важно, дека во почетокот овој договор со подпишувањето на меморандумот на државата со Бехтел и ЕНКА и целиот тој процес е транспарентен. Од тој процес по подпишувањето е донесен закон. Законот е донесен во 2021 година, кога ВМРО ДПМН немал никакви забелешки на законот. Договорот е направен по основ на тој закон. Во преговарачката, односно управувачкиот комитет, кој што е формиран по донесување на законот, имаше покана до ВМРО ДПМН да учествува и во преговорите, и во подготовката на целиот овој договор. Се разбира, оној кој што ги исполнува условите за да учествува во една ваква комисија. Од таа страна немаше предложено член кој што ќе учествува во управувачкиот комитет. Втора работа, 60 часа неделно. 60 часа неделно е овозможување доколку се согласат работниците да работат на 60 часа. Значи тоа никој нема присилно да го направи. Никој нема да го натера да работи 60 часа. Постоечките закони кои што се важечки и е преговарано по овие постоечки закони. Што е разликата? Ако ги донесеме законите, ќе се скрати рокот на изведба од 6 години на 4,7 години. Ако ги донесеме измените, помалце ќе чини договорот. Значи, наша е одлуката. Договорот ќе се
реализира? Дали со 60 часа овозможени за работниците или со носење на останатите одлуки да ги скратиме рокот и да успееме за 4,7 години да направиме автопат кој што ни е од стратешко значење на државата и кој што ќе значи 22 километри годишно да се прават автопат, за разлика од досега, ако се земе во просек изминативе 32 години, во просек се правило 5,6 километри автопат во Република Македонија. Тоа е она кое што треба да го решиме. И тоа е она кое што се стопира. Во ред? Добро, меѓутоа зборувате за промена на закони кои што треба да поминат во собрание, а при тоа пратениците го немаат видено тој договор и практично дебатата на што се сведува. Супер. Не го виделе договорот, а треба да изгласаат измени на закон. Пратениците кои што го имаат сертификатот за доверливост, ќе го видат договорот во најскоро време оваа Кои недела. се тие? Зошто ве прашувам? Затоа што во таа комисија имаат Има членови и од страна на членови кои што ВМРО ДПМН имаат кои што имаат безбедносен безбедносен сертификат и од пратеничките група на Социјалдемократскиот сојуз и од останатите политички партии. Од сите има членови на политички партии, односно пратеници кои што го имаат безбедносниот сертификат, бидејќи сепак има таму и комисии кои што се потребни за да ги водите, потребни се да имате безбедносен сертификат. Тоа значи дека ќе биде даден на пратениците во целост онаков каков што е. Што се однесува до втората работа која што ја говориме, а тоа е давањето на договорот на јавното обвинителство, и тоа до крајот на неделата ќе биде дадено на јавното обвинителство и потоа Да, затоа они што можат денес имаше информација дека не е даден Така договорот е, ниту и- до антикорупцијска, ниту до обвинителството, ниту па до пратениците. Значи прво јавното обвинителство е она кое што гони криминал, Да. не е антикорупцијска, антикорупцијска може да излезе, да истражи и да види. Меѓутоа, јавното обвинителство ќе го има во целост договорот, се разбира. Од таа страна треба да има некој кој што поседува сертификат за безбедност за да може да увиди дали има таму криминал, ако има криминал, ако има злоупотреби. Ние како партија секогаш сме да се одговара за криминал. Доколку може да реплицирам или Да, секако дебата е слободна, да, сакам надополнувајте се, да дополнам надоврзувајте се. со дополнително прашање. Сепак, се уште мислам дека немаме одговор зашто овој договор е класифициран. Таков одговор немаме уште. Значи, може да се класифицираат јавни набавки и договори поврзани со безбедноста на државата. Договори кои што можат да направат сериозни нарушувања на безбедносниот поредок, уставниот поредок во државата и слично. Зашто овој договор е класифициран? Тоа ми е едното прашање. Од кој што произлегуваат па и други работи, дека сепак проверките за безбедносни сертификати и сертификатите ги издава Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, а проверките ги прави Агенцијата за национална безбедност, а видовме во минатото низа скандали кои што произлегуваат токму од Агенцијата за национална безбедност, па дури видовме и пратеници кои што намерно зборувам за пратениците кои што се членови на Комисијата за надзор над работата на Агенција за национална безбедност и Агенција за разузнавање, кои што со месеци, можеби и пола година, немаше за нив издадено безбедносни сертификати. Замислете, тие што треба да ги контролираат службите, самите служби треба да им издадат безбедносни сертификати, а не им издаваат. Така да прашање е кој има сертификат, кој нема сертификат и зашто го немаат тој сертификат. Друго, дали пратениците кои што поседуваат безбедносен сертификат, зашто се уште го немаат добиено договорот на увид. Друго, Васко уште на почетокот спомна врз основа на моите тези кои што ги искажав дека тоа не е вистина. И сега би прашал дали Васко знаеш дали е вистина или не е вистина, дали си го видел воопшто договорот па да говориме за тоа дали е вистина или не. И уште едно подпрашање, дали веќе согласно договорот државава, како што кажа денеска од ВМРО ДПМН, треба да се исплатат тие 53 милиони евра на фирмата? Јас не поседувам сертификат за безбедност со кој што имам право да го прочитам и да го видам. Јас можам да коментирам според досега изнесените тези и од едните и од другите и она кое што ми е достапно во јавноста. Затоа сакам да одговорам на Бојан. Што се однесува до прво напомена дека имало скандали во Агенцијата за национална безбедност, беше така? Одговориме за случајот Онишенко, мислам. Да. Добро. Следствено на тоа сменат е и директорот на институцијата. Секогаш
ако имаме такви проблеми каде што ќе се појави пропусти, потребно е промена на кадарот и тоа го направивме со Агенцијата за национална безбедност. Но она кое што е важно е дека ние ќе го дадеме на располагање на сите оние кои што имаат сертификат за безбедност во ВМРО ДПМ, односно сите пратеници кои што имаат. Јас не можам да кажам дали ќе со сигурност да тврдам дали е 56 милиони кои што 53 милиони евро. 53. Согласно договорот, според тој што го имаме, веќе треба да се исплати. За Значи еден вие го месец. имате, сакаш да кажеш дека ти си го прочитал? Да, имам видено делови од договорот. Кој? Па, овие за кои што говорам сега и ќе продолжам во Добро, јас немам право да го прочитам договорот и можам да коментирам само тезите кои што се изјаснати до сега од владините представници и оние кои што можеле да го видат договорот. Кога сме кејанава, не сакам да се уфрлам, пошто не би било соодветно. Да, сменете директорот на Агенција за национална безбедност веднаш пост скандалот со Онишченко, но се поставува прашањето зашто целиот тој тим кој што низ чии што раце поминал предметот за случајот Онишченко се унапредени. Зошто се унапредени целиот тој тим? Да, сменете директорот политички, веројатно за да се замолчи јавноста, но тимот кој што учествувал во изработката на целата документација за тој, според моите информации, се унапредени. Ако има некој да демантира, јавно ја ги повикувам да потврдат или да демантираат. Немам информација за да можам да коментирам. Да, добро, во ред нека остане, нека виси ова Сепак се отворено работи за прашање. национална безбедност. Да, може би во тој сектор да и немаш информации. Мене ме интересира 108 километри државата ќе ја чини, 1,3 милиони евра и сега зборуваме дека милиарди евра, извинете, и сега зборуваме дека ќе го видат овој договор само пратениците со безбедносен сертификат и толку. Тие не смеат, нели, според закон не смеат да зборуваат и да изнесуваат информации. Јавноста ќе остане сепак без детали, без информации за договорот. Знаете што ми е моментот? Зошто до сега такво нешто немало? Не се Зошто ова се согласувам случува дека прв пат? Не е прв автопат прво што се прави, така? не е прв автопат што се прави и ваквиот договор кој што е направен не е прв пат. Односно во Македонија сме имали претходно договори кои што биле деловна тајна. Зошто имаме класификација, бидејќи се работи за договор кој што истовремено содржи и технолошки, односно патентирани методи за изградба на автопатот. За да се овозможи кон јавноста да пристапи до ваквите информации, потребна е согласност и од страната на Бехтел и ЕНКА, за да може да се дадат ваквите информации. Сепак се работи за изградба на автопат за сериозна компанија која покрај во Македонија работи низ целиот свет. Не можеме ние да ги доведеме во прашање интересите на приватниот партнер во една стратешка инвестиција. Напротив, ние ќе сториме све како и кон секој друг. Значи, вакви договори постоеле и со Гранит, постоеле и со други компании кога е во изградба на патишта, затоа што деловната тајна мора да остане помеѓу двата партнери кои што го склучуваат. Во овој случај сакате да кажете пластично да објасниме дека фирмата тоа го бара, така? Така е. Па така е, фирмата како приватна фирма си има своји интереси, но и државата има своји интереси кои што треба да ги штити. И баш поради тоа може некои делови до договор да бидат класифицирани како деловна тајна, но клучните делови кои што се на штета на државата според информациите кои што сега ги имаме, не смеат во никој случај да бидат класифицирани, бидејќи сепак тоа е трошење на јавни пари. Наши средства од 1,3 милијарди евра, кои што според прогнози на некои експерти кои што ги слушнавме денуиве, веројатно ќе стигне и преку 2 милијарди. Исто интересно е спомнате дека јавноста нема да биде запознаена. Не е само јавноста, туку и пратениците кои што немаат безбедносни сертификати. Замислете, кои што ги бирале граѓаните на демократски избори, нема да можат да се запознаат со содржината на договорот. Интересно е тоа што дури и пратениците кои што се подносители на законот, на измена на закониве, немаат безбедносни сертификати. Веројатно не го ни виделе договорот. Ако не го виделе договорот, како може да поднесуваат нешто или воопшто после тоа да се дискутира од страна на 120 пратеници? Да, законите кои што ќе се изменуваат веќе се доставени до парламентот. Например, може да дискутираме за законот кој што од Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство. Таму, ако коридорот поминува низ земјоделско земјиште, ќе им биде исплатен целата сума за која што го имаат закупено земјиштето каде што се расте некоја
некоја култура. Тоа што Бојан постојано кажува, значи сите факти кои што се важни за овој договор, тоа е цената на чинење, начинот на кој што ќе се реализира договорот, транспарентноста за потрошените пари. Оваа влада е она која што ги направи јавните финансии достапни за секој оне. Секој може да отиде на отворени Open Finance, отворени финансии на Министерството за економија и да ги за финансии, се извинувам, и да ги види сите оние трошења кои што ги прави државата, вклучително и за овој проект. Сите оние трошоци кои што ќе бидат вклопени во овој проект ќе бидат јавно достапни за секој ден, за новинари, за опозиција, секој еден граѓанин ќе може да види како се трошат парите, зашто се трошат парите и мислам дека тоа е транспарентност и тоа е она кое што се бара од една власт. Има уште еден дел од договорот кој што, тоест повеќе делови од договорот кои што се интересни. Например, договорот наложува да бидејќи се уште немаме утврдена траса на движење, бидејќи нема никаква проектна документација, ниту пак има дозвола за градба. Со измените на закони се, како што сум информиран, се предлага суспендирање на закон за градба во одреден дел, за да може полесно и пофлексибилно да се креира трасата на коридорите. Таму стои тоа дека, ева најпластично ќе кажам дека согласно закон за експроприација, дури ќе се плаќаат и дивоградбите кои што ќе се најдат на патот. Ќе се обештетуваат тие кои што имаат дивоградби. Сега, дали тоа создава можеби можност за корупција и таа висока корупција, каде што некој можеби, иако ние не знаеме, претениците не го знаат договорот, и трасата можеби некој веќе знае или за брзо време ќе дознае каде ќе се движи трасата, па можеби ќе се стимулира и изградбата на дивоградби во државата долж коридорот. Имате ваква информација? Јас, на пример, ја слушнав од вас. Значи, Јас договорот го немам видено, вие кажавте дека дел сте виделе. Па да, јас го немам видено договорот, меѓутоа она кое што го прави специфичен овој договор е прв пат изведување на ваков тип на автопат во Македонија. Тоа не е прв пат во регионот. Значи, како иде процедурата? Се проектира, потоа имате надзор, кој што треба да го одобри проектирањето, па по одобрување на надзорот, истото ќе биде дадено на јавното предпријатие на државни патишта, кој што ќе ја одобри трасата која што ќе биде проектирана. Например, прво проектираме 1 километар автопат, потоа го даваме тој километар автопат на надзорот, па на јавното предпријатие државни патишта, па ако одговара според рамките во кои што е постигнат договорот, ќе се иде кон реализација на договорот. Јасно ми е ова што го кажувате, меѓутоа Христовски кажа некоја друга теза која што некако ми звучи и мене се искрено спорна, ако е тоа така. Значи, јас не можам во моментов, јас ќе кажам повторно. Јас не сум оној кој што го има прочитано договорот. Ако Христовски го има прочитано договорот и може да тврди за вакви работи, можеби треба да каже од каде, како, зашто. Јас не можам да тврдам. Информациите кои што пристигнуваат во ВМРО ДПМН од свиркачи се тие кои што се обелоденуваат во медиумите и тоа е тоа кој што сега го говориме. Исто така интересно е тоа кое што е спротивно на уставот, а тоа е неприкосновеноста на приватниот имот, а тоа е дека при експроприацијата за време на изградбата на коридорот, дека граѓаните кои што имаат имот каде што ќе поминува автопатот, ќе немаат можност за второстепеност. Или таа одлука што ќе биде донесена за присвојување или исплаќање нема да може каде да се жалат. Експроприацијата сама по себе постои процедура за експроприација. Во моментов не е смената законската измена која што дојдена во собранието, сепак се тие пратениците кои што треба да одлучат за законските измени во овој момент и по основите на кои што е правен договорот е по постоечките закони. Дали ќе се донесат, нема да се донесат, кои ќе се донесат, мислам дека ќе почекаме да видиме. Да, и се туркаат некако сите работи, амандманите на опозицијата постојано се одбиваат, тоа можеме вака да го заклучиме во собранието додека се на комисија се уште за разгледување. Ме интересира малку да прокоментираме и за ставот на невладините организации и тие видоа сомнеш за корупција во овој договор. Ако пласирате вие информации и манипулации постојано дека има корупција, на крајот секој ќе се посомнева. И јас пред да добиам дел од информациите, јас се сомневав, искрено да кажам. Добро, па и знаете не е баш завидно нивото на корупција во државата, затоа алармираат нели и
странците Проблемот со постојано. корупција постои во држава и тоа не може да избегаме. Тоа е впишано во сите извештаи, тоа не е сегашен проблем кој што сме го имале со години наназад. Потребно е директна пресметка со корупцијата и тука немам ниту една дилема. Било каде и било кој, ако има било каква или милиметар корупција во овој проект, да одговара одма веднаш, тука немам дилема. Јас се согласувам потполно со вас, ама СДСМ и ДУИ се веќе, мислам, 7 година на власт. Така да не треба веќе, мислам дека под ваше име да зборувате како не треба нешто да има, туку требаше, мислам дека до сега да се заврши нешто. Сепак последно што слушнав дека довербата на граѓаните во правосудниот систем е, мислам дека 4 или 5%, што е бројка многу помала и од рейтингот на СДСМ во моментов. Значи испаѓа дека и членовите поддржувачите на СДСМ не веруваат во правосудниот систем во Република Македонија. Правосудниот систем е правосуден систем. И тој треба да се овозможи да се Добро, меѓутоа, тоа е се реорганизира. ланец, нели? Па Така да, корупцијата, па меѓутоа, потоа не се, следува. баш ради тоа го Потребни се Да. законски измени, потребна е целосна измена на правосудниот систем. Недовербата не е од еден или од друг, но недовербата е од сите. И во тоа е во правосудниот систем, не е во владата. Тоа е разликата. Ме интересира едно прашање. Американската амбасада, имено точно баш за баравме одговори телевизија Алфа, тие се оградија од договорот со Бехтел. И ЕНКА велат дека не е владин ентитет. Зошто, прашањето ми е зошто секој еден поединец кој што ќе излезе јавно и ќе изрази сомнеш, одма се пропагира како да е антиамериканец, анти-ЕУ, ме разбирате? Сега, последната информација беше односно соопштение беше од ДУИ, меѓутоа е ваш партнер во владата, така и на крај крајава, нели, Артан Груби е носител на овој проект. Од ДУИ излегува со соопштение дека, не знам, на реакција на ВМРО ДПМН која што обвинува за криминал во договорот, тие велат дека ВМРО ДПМН се антиамериканска партија. Зошто така некако се туркаат овие работи? Не се случува прв пат. Ме разбирате, кога беше и францускиот предлог, ако некој имаше некаква забелешка дека е против, одма се лепеше етикета дека е анти-ЕУ. Зошто сега и со овој проблем тоа се случува? Мислам, со оваа ситуација тоа се случува. Сепак се работи став на ДУИ, не се работи став на владата. Како што можам да разберам од прашањето, затоа што не ми е баш дефинирано прашањето, но во суштина она кое што не се согласувам со етикетирање на никого и на ништо. Јас сум тука дојден да дискутираме отворено за сите, за све она кое што е во договорот, односно на кое што имам јас пристап да го дискутирам. Тука сум со опозицијата, тука сум да дискутирам и не видов дека никаде го етикетирам Бојан за обвинување Не, или лично за кон било вас, што. ве прашувам затоа што сепак Артан Груби е носител на овој проект, нели? Неговата партија вели дека сите кои што имаат нешто против овој договор, наоѓаат некаква забелешка или изразуваат сомнеш за корупција, се антиамерикански настроени. Мислам дека треба да се обратите на друго место и да го прашате прашањето. Океј. Па, видовме дека Артан Груби е лидер на проектот, што е малце чудно како министерот за политички систем станува главен на договор кој што не е воопшто поврзан со неговата дејност на работа. Каде е тука министерот за транспорт и врски, каде е тука директорот на државното предпријатие за патишта, ги нема нигде. Тоа е чудно. Единствено коридорот го видовме, коридорот 8 го видовме на маицата на Артан Груби. И тоа е тоа што е веројатно некој на Артан Груби кој што го брза целиот проект да се направи што е можно побрзо и гледаме дека затоа, пошто веројатно не им се средини работи дека што треба, затоа го прикриваат целиот овој голем проект, можеби најголем во државава, под превезот на класифицираност. И можеби затоа и паниката таму па се напаѓаат. Иначе, ако веќе зборуваме за тоа дали некој е против Соединетите Американски држави или слично, па ние гледаме дека ЕПТИСА, дел од конзорциумот за надзор над проектов е шпанска фирма со кинески собственици. Така да има малце, освен западно влијание, ако може да се каже, може да видиме директна вмешаност на кинески собственици. Иначе мислам дека не треба да се меша
интересите на Соединетите Американски држави со приватна фирма која што од таму произлегува. Да, токму тој го кажав, за американската Бехтел и Енка амбасада нема никакви забелешки за нивниот квалитет и слично. Забелешките за тоа тие си го добиваат тоа што го бараат. Тоа е приватна компанија која што едноставно сака да направи договор кој што е во поголема полза за нив. А во интерес на државата е да има некаков баланс во однос на тоа да добиеме ние квалитетен производ и да го платиме по соодветна цена. И зашто има тоа да се крие, стварно не ми е јасно. И како што јас сум информиран, до сега не постои ваков договор или сличен договор кој што е класифициран и кој што јавноста не го добила. Со ваков договор нема да ни се случи Кичев Охрид. Со ваков договор нема да ни се случи 25% од проектирањето на Кичев Охрид да се повтори и да се потрошат место 400 милиони евра, 600 милиони евра. Тоа е разликата, што за 4,5, односно 4,7 години ќе се изгради автопат, кој што ќе биде побезбеден, кој што граѓаните ќе можат да го користат и за многу пократко време, а не за 7 години да не може 40 км автопат да се направи за Кичев Охрид. А зошто не е направен до сега? Значи Кичев Охрид има грешки во проектирањето, бидејќи поминуваше на водовод во одредено село, поминуваше на траса која што беше невозможна да се изведе. Ново проектирање, како што веќе кажав, повеќе од 25% од проектот е од почеток проектиран. За да сега успееме, значи по законите кои што ги имаме, експроприација од почеток. Од почеток целата процедура, за да можеме да стигнеме до крајот на годинава да го завршиме овој автопат, кој што е проектиран повеќе од 7 години. Години се поминати. За договорот Кичево Охрид, самиот министер Бочварски од ЦДСМ има изјавено дека не се утнати трасите како што некои други сакаат да кажат. Едноставно, како и претходно се правеле многу автопати во држава кои што едноставно, да, сложена е, тешка е таа материја, ама се направиле. И сега Воско кажуваш дека за 4 години ќе се направи овој автопат, преку 105 години, од преку 100 километра. 110. Колку години се прави автопатот Скопје Блаце? 1 километар е направен, само колку години се прави? Така е. 3, Скопје Блаце. 4. Значи, повторно на иста теза сме. Скопје Блаце, Кичево Охрид. Тоа се проекти кои што се заглавени. Сме имале шанса да ги правиме по постоечките закони, извини. По постоечки закони, по постоечки начин на правење на автопати и сме изгубиле 30 години да правиме 5,6 км автопат, а сега имаме можност да го направиме автопат. Да направиме една стратешка работа која што Македонија, географската позиција на Македонија, ние немаме друг начин. Ние мора да бидеме крстопат на овие два автопат, два коридора, коридорот 8 и коридорот 10, за да успееме државата да ја донесеме до стабилен приход, затоа што знаеме кога се правеше автопатот Демир Капија Смоквица. Знаеме дека сите кои што доаѓа одеа на ке Грција и одеа на ке Турција ја избегнуваа Македонија како дестинација на пролаз, за да може да стигнат до крајната дестинација. И сега не сакаме да направиме нов автопат кој што ќе ги врземе исток-запад за да може да допринесеме подобар туризам, подобра економија. Се согласувам, треба побрзо да се направи. Тоа е суштината. Суштината е да направиме и едно е да го направиме побрзо, друго е да имаме пристап до шесно пристаниште, односно две пристаништа. Пристаништето во Драчки не биде на располагање како алтернатива или како примарна место од каде што по поморски пат може да добиеме роба. И тие се работите. Мислам дека не може фокусот постојано да го ставаме само на негативните работи. Овој автопат ќе донесе многу позитивни работи за државата, кои што сите ние, јас и ти и вие, имаме време да ги користиме и да успееме да направиме нешто во оваа држава. Кичев, јас вака ке некако добивам впечаток од цело во ваше излагање дека вчера сте дошле на власт. Мислам, имаше време до сега да се завршат, да се почнат или да се направат многу работи. Не зборувам само за коридорот, него зборувам и за останативе патишта. Па
Не знам, еве, кога мислите дека ќе заврши Киче во Охрид, еве за Блаце, Патов Клучни, што се нели за поврзаност на државата со Така е. соседите и со регионот ова што? Киче во Охрид ќе се заврши до крајот на годината, најкасно почетокот на јануар наредната година. И тоа ќе биде автопат кој што ќе се заврши после повеќе од 7 години. За Блаце во моментов немам точна информација да ви кажам кога ќе се заврши, но мислам дека од најважна приоритет на државата не се само автопатиштата. Ние работиме на еден друг проект, тоа е гасификацијата, односно диверзификацијата на гасот од Бугарија да дојде и од Грција. Тоа е Александрополис гасниот терминал, кој што треба да дојде низ Македонија и да помине на Србија. Македонија мора да биде транзитна држава и да заработуваат сите оние кои што поминуваат низ државата. Ве разбирам, меѓутоа, знаете како години помина, што крупно еве заврши вашата партија, односно владава до сега во овие 7 години некој крупен вака проект. Јас, знаете како, верувам дека граѓаните сакаат да слушнат ветувања, меѓутоа многу повеќе им значи да видат на терен реализација, така? Добро. Кога збориме за проекти и за патишта, изградбата на експресниот пат Велес Кадрифаково, изградбата на нов експресен пат Штип Кочани, изградба на нов експресен пат Делница втор дел Штип Кочани, изградба на Штип Радовиш. Цела источна Македонија патиштата, ако отидете сега, ќе ги видите дека се направени. Тоа не треба било кој денес кога отидете и таму се гледа развојот. Кога градите патишта, имате повеќе инвестиции, имате нови индустријски зони, имате повеќе развој на самите општини. Токму затоа е важно да се прават вакви инфраструктурни проекти, затоа е важен коридорот 8. Се согласувам, да. Добро, само би истакнал тука еден факт дека сличен ваков договор се направи во Косово, каде што тамошниот министер за транспорт доби кривична пријава. И дали ова можеби ќе стане принцип на работа во Република Македонија, каде што се што сакаме можеби некој да искористи да има некакви лукративни интереси од потпишување на договори и трошење на јавни пари, да ги криеме како класифицирани. Дали утре, како што спомни, гасоводот, ќе го класифицираме. Дали утре може, бидејќи знаеме дека во училиштата во Македонија учениците се уште немаат учебници. Дали може утре ќе се направи набавка на учебници и тој договор ќе го класифицираме за едноставно побрзо и поефикасно да се набавуваат учебници. Дали така ќе правиме и за други набавки? Ја мислам дека тоа не е решение. Да, клучно е, треба да се вложува во капитални објекти во држава, но тоа треба да биде транспарентно. Не може вака. Не може. Затоа имаме дилеми, затоа уствари разговараме тука веќе половина час, разговараме за работи кои што сме ги видели и сме ги слушнале. Зашто не се извади тоа на јавна дискусија, на јавна дебата, да се вклучат и експерти? Не знам што повеќе да говориме кога самите пратеници кои што треба да носат законски измени кои што произлегуваат од овој договор, не го виделе договорот. Тоа е во 21 век, во земја членка на НАТО, во земја аспирант за членство во Европска унија, да се прави ваков договор, мислам дека е не знам, не логично. Дали го има ова на друго место некаде во Европа? Сигурен сум дека го нема. Ако имате да додадете нешто во ред, ако не да преминеме на друга тема. Јас може да додадеме, меѓутоа мислам дека темава е повеќе од доволна да дискутираме, имаме уште повеќе теми како што веќе најавивме. Да, најавив и на почетокот да споменеме сега некако во втор план падна уставните измени, а и така како се важни нели за државата. Работната група за уставни измени се очекува, последната информација е дека во среда или четврток треба да почне со работа. Меѓу експертите има само не професори по уставно право, ова беше забелешката и на опозицијата, меѓутоа и на неколку експерти од тоа што можев да прочитам по социјалните мрежи. Што очекувате да се случи со оглед на тоа дека власта нема обезбедено 80 пратеници за изгласување на уставни измени и вметнување на бугарите во уставот? Што ќе се случува? Јас прво овдека би му дал предност на Бојан да каже за кој од членовите ќе ставиме дамка дека не е доволен неговиот капацитет да учествува во работната група.
Не зборуваме Мене- за капацитет. Извинете, сега- моето прашање не беше за капацитет, Вие беше кажувате за дека ВМРО ДПМН имала забелешка дека немало Професори по уставно право право, да. или ќе ги подценуваме сите оние кои што се во Не, не, работната не, група? не. Да, тоа е нека Не ги повела за подценуваме кого- професорите, само кажуваме дека нема професор по уставно право, така За реагира. кој од овие луѓе кои што се од работната група не е квалификуван да биде во НЕС? Повелете, прашувам, кажете за кого збори. Најпрво би прашал зашто воопшто се прави работна група ако воопшто не е влезена во процедура потребата од уставни измени. Зашто воопшто се прави работна група? И зашто во таа работна група не се поканети да со свое учество да земат и членови на, тоест представници од други партии или луѓе кои ќе бидат предложени од страна на ВМРО ДПМН, па дури и ваши коалициони партнери. Напротив, повикавме неколку пати да учествуваат членови на ВМРО ДПМН. На крајот и јас на дебата ги повикав, потоа и вашиот председател на партија искочи дека нема да предложат членови од ВМРО ДПМН кои што ќе учествуваат во работната група. Да, ама треба да влезе во процедура. Таа работна група напротив беше најотворена и најтранспарентно поканети сите да учествуваат за да можеме да го најдеме најдоброто решение кое што ќе биде за да ги предложиме уставните измени, односно таа работна група да ги подготви предлозите за уставните измени. Тоа беше целта на работната група и ги поканивме членовите на ВМРО ДПМН, кај што се изразија дека нема да учествуваат, БЕСА исто така, значи и така натака. Значи ние овдека најтранспарентно го направивме целиот процес. За да учествуваат, за да изнајдеме решение со кое што ќе ги продолжиме преговорите со Европската унија. Сами знаеме дека без промена на уставните измени, односно без нетнување на малцинствата во Уставот на Република Северна Македонија, ние нема да го продолжиме патот кон Европската унија. Затоа мислам дека на оваа тема најдобро е да се подготват, па отворено во собранието, бидејќи не учествувавте, не прифативте да учествувате во работната група, во собранието да ги кажете забелешките. Затоа што Македонија, ако не ги направи уставните измени сега, ќе остане уште минимум 3 години надвор од процесот на преговорите со Европска унија. Тоа значи уште 3 години помал стандард, тоа значи уште 3 години иселување на млади луѓе, 3 години уназадување на државата. Јас мислам дека ВМРО ДПМН и дел од членовите на опозицијата, кога ќе ги видат уставните измени, односно зашто точно станува збор, дека ќе смогнат сили и дека ќе ги остават на страна личните ситнопартиски интереси и дека ќе дозволат Македонија да го продолжи единствениот пат кој што го има. Да, под диктат на Бугарија. Ја би кажал дека ВМРО ДПМН, како и секогаш, е на страната на народот. И мислам дека не соодветно доколку пред избори, додека се подготвува кампањата, додека се презентира програмата на сите политички партии пред граѓаните, треба да се презентира и тоа што ќе се прави во наредните 4 години. Дали СДСМ, дали ВМРО ДПМН или било која друга партија го презентираше ова во својата предизборна програма. Граѓаните ја даваат во демократски и современи општества, граѓаните ја даваат довербата на граѓаните врз основа на тоа што е презентирано во предизборната програма. Тоа не било така. Затоа, доколку е сега време, доколку се брзаме, доколку треба да направиме уставни измени или доколку треба да воопшто дискутираме за тоа, зашто СДСМ не прифати предвремени избори, па СДСМ да ја презентира својата програма и за тоа што планира да направи, да побара довербата на граѓаните за измени на устав, па да видиме граѓаните колкава доверба ќе дадат на СДСМ за таа идеја. Зашто да бараме поддршка од пратениците од 80 кои што сега сум сигурен дека ги нема во собранието и затоа и председателот Христијан Мисковски повикува многу одамна и кажува дека тоа нема да помине, дека нема 80 пратеници кои што во моментов ќе изгласаат под диктат на Бугарија ваков договор или вакви уставни измени. Мислам дека е време да СДСМ се одважи и прифати предвремени избори. Едно прашање бе. Добро, треба да одиме со реклами, само едно прашање, само бидејќи ми е важно. Дали ВМРО ДПМН по завршувањето на изборите, кои што ќе бидат наредна година,
ќе пристапи кон уставни измени и метнување на националностите во уставот? Не би можело уште сега тоа да одговорам, но можам да тврдам дека овој пратенички состав кој што нема мандат даден од граѓаните за измени на уставот, нема да поддржи таква иницијатива. Доколку во програмата, согласно потребите и барањата на граѓаните, такво нешто има, треба да се разговара. Зашто да не? Но Европската унија треба да согласно барањата на жителите во Република Македонија, треба да го слушне гласот на народот и да види што сака народот, а не само да попуштаме како што и претходно сме правеле во минатото. Значи Европска унија да, но не по секоја цена, не на штета на Република Македонија и граѓаните кои што живеат. Која е штетата што ќе ставиш уште три малцинства во уставот? Затоа го дававме како партија хрватскиот модел, да ги ставиме сите. Океј, каде го разговараме? Во работна група не присуствувате, веројатно сега ќе видиме во собрание дали ќе присуствувате кога ќе ги предложиме уставните измени. Времето ќе покаже. Ќе покаже време. Најважно е дека ВМРО ДПМН сака на мала врата да предизвикам превремени парламентарни избори, кои што единствена цел е доаѓање на власта, а ден потоа да почне со уставните измени. Тоа е целта на ВМРО ДПМН. Но кај е проблемот? Проблемот е што ќе изгубиме 3 години минимум за продолжување на патот на Европската унија. Овој народ не може веќе да чека. Добро, кога ќе влеземе во Европската унија, доколку еве сега го направиме? 2030. 2030. Да. Да одиме сега со реклами, може завршивте, ќе продолжиме веднаш, спомнавте избори дека ќе бидат во редовен термин според вас, вие постојано споменувате предвремени парламентарни дека е време, излезени сте на терен, ќе зборуваме малку и за црвените елеци. Почитувани, останете тука, се враќаме назад веднаш по рекламите. Да, за или против, добро дојдовте назад во вториот дел од емисијата. Вечерва мои гости, Васко Кичевски и Бојан Христовски, веќе ги слушнавте нивните ставови околу повеќе теми. Да не останеме должни, само ќе споменеме за црвените елеци и дали СДСМ се подготвуваат можеби за предвремени избори со ова што излегоа на терен меѓу граѓаните, а веднаш потоа и ќе преминеме на скопски теми, таму каде што се чувствувате посигурно, така? А и накратко да одговорам, да не одземам многу време, бидејќи сепак и јас и Бојан сме председатели на градските организации во нашите партии. Нема да има предвремени избори, излезени сме на терен помеѓу граѓаните за да кажеме што се сме направиле изминативе години. Бидејќи периодот кој што помина беше многу тежок за Македонија, имавме корона криза, потоа имаме воено-економска криза која што и се уште трае. И искочени сме да излеземе и да им кажеме што све како влада сме превземале за да го зачуваме стандардот на граѓаните во време на еден вакви кризен период. А довербата кај граѓаните? Сметате дека ви паѓа или не? Не, напротив, мислам не е ова, ако не е ради избори, не е ни ради тоа што сметате дека ви е намалена довербата? Ради сите овие случувања што ги зборевме до сега? Значи, ние сме излезени меѓу граѓаните да кажеме што све сме направиле. И мислам дека имаме со што да се пофалиме, не мислам, туку сум сигурен и знам дека таму каде што одам, а одам скоро секој ден на терен, ги кажуваме работите кои што сме ги направиле. И сега ако сакате да кажувам дека 80% од струјата е субвенционирана, дека така минимална плата и се останато, сите проекти. Значи се што е направено од оваа влада. Добро, се согласувате сега да преминеме малку на теми околу градот Скопје? Па, кога сме кај струјата, само морам да искоментирам од информација што ја видов дека струјата во изминативе 7 години е покачена за 30% за домаќинствата. Или конкретно, ако до вчера сме плаќале 10.000 денари струја, денеска плаќаме 13.000 денари струја. Ама 80% од струјата е субвенционирање во време на криза, во време кога опозицијата говореше дека нема да имаме струја, дека ќе имаме рестрикции, дека нема да имаме храна и сите тие балони испукаа во периодов кој што помина и видовме дека власта се справи со енергетската криза со пуштање на сите капацитети кои што државата ги има на располагање, што првпат се случува од време на Југославија до денеска.
можеме Боjan да дискутираме, но мислам дека крајно време е да се фатиме за оно за што сме дојдени на тој град Скопје и Да, таму каде што председатели имаме. сте на градската организација. Да, и иако градскиот имаме нова да комитет. изреплицирам, Да, али имаме. ајде во интерес на Скопје и Скопјани ќе Да, ме интересира Може да ваше преминеме. размислување во каква состојба е главниот град во моментов. Дали изминативе години видовте некој сериозен капитален проект? И ако сте виделе кој е тој, а ако не, зошто го нема? Што ни се случува со главниот град? Кој сака нека почне? ајде. Јас почнувам цело време, еве нека Да. повели Боjan. Бидејќи се разидовме со градоначалничката Арсовска, тоа е мислам веќе апсолвирана тема. Јас бев еден од тие директори кои што самостојно заеднички тимски си дававме оставки, бидејќи увидовме дека градоначалничката и незиниот тим има единствено Да подсетиме само за гледачите, бевте бев директор на градски јавното предпријатие Градски паркинг Скопје. Во септември минатата година си давав оставка заедно со останатите мои колеги, сите заедно од јавните предпријатија. Еден од тие што не даде оставка беше кадар на ССМ, Александар, директорот на ЈСП, јавното сообраќајно предпријатие. Така да сега би можел да искоментирам за некои од поголемите проекти или тековни активности во некои од општините во Скопје. Можеме да видиме еден културен надпревар или трка помеѓу 5 градоначалници на ВМРО ДПМН во Скопје. Како секојдневно од сабајле до вечер се излезе на терен, планиран нов плоштад позади Капитол во аеродром, 2 нови градинки, беше пред некој ден промовирана изградбата на нов парк во Рионскиот центар во Ново Лисиче, на место каде што претходниот градоначалник Златко Марин и советот со мнозинство од ССМ имаше предвидена зграда, тој дук беше укинат или поништен, не знам сега правилно како е. Понатаму кисела вода, нема улица каде што не е асфалтирано, се прават нови паркинзи. Во Гази Баба имаше места претходно каде што нема вода за пиење, поставени нови водоводни мрежи. Најава за ново училиште и градинка. Сега беше пуштена во подреба новата спортска сала во Стајковци. 7 спортски игралишта во Гази Баба, во Бутел 2 модерни спортски игралишта и така натаму и така натаму. Секојдневно може да видиме како општините здраво си имаат фатено работата и секојдневно се меѓу граѓаните ги слушаат нивните идеи и иницијативи и работат. Иако за тоа имаат потешкоти во работењето, бидејќи за разлика од претходно каде што се давале дотации од владата на Република Македонија, овој пат скоро да нема ништо. Истото прашање и за вас. Како ја оценувате состојбата во град Скопје во моментов? Зошто немаме крупни капитални проекти по градот? Полошо во Скопје не било. И сега може да збориме за проекти. Ајде да почнеме од онаа од кај што доаѓа Боjan е од аеродром. Односно потекнува од аеродром, сега претходно ми кажа дека живее и во центар. Во аеродром имате сериозна ситуација прво со сообраќајот. Зошто? Затоа што имате 3 места каде што се спојува аеродром со соседни општини. Прво се спојува со Газибаба, се спојува со центар и се спојува со Кисела вода. На 3 локации отпочнатите проекти се блокирани. Тоа е мостот на булеварот Аснов. Ако тоа не е капитален проект, изградба на мост, ја не знам што е. Но е блокиран од власта која што е од локалната власт. Даниела Арсовска може да се оградуваат колку сакаат, но Боjan и останатите одеа од врата на врата и ги убедуваа луѓето да гласаат за Даниела Арсовска и ми ја дадоа довербата. Зашто? За во аеродром да губат секој ден по половина час на железничка за да стигнат на работа? За да нема автобуси? За да не може да се приклучиме до Кисела вода и до центар, затоа што ЕСИ-нова не ја пуштаат, таа готова ја оставивме, остана само уште да се направи хоризонтална и вертикална сигнализација, за да можат граѓаните од аеродром да стигнат до Кисела вода, а да се растератат овие 2 раскрсници. Да, аеродром прави детален урбанистички план во Лисиче, каде што 10 згради со вкупна површина која што ќе биде
со илјадници квадратни метри на територија каде што имаме куќи и зеленило. Тоа го прави аеродром. Аеродром, ако мисли дека избришала од ДУП-от маркице, кој што ги го спомена Горан, веројатно не е запознат за процедурата за бришење на детален урбанистички план. Може да се суспендира, во рок од 2 месеци да се донесе нов ДУП, но процедурата за бришење на маркица не е таква. А тоа не е донесено во време на Марин? Не е донесено сега бришење на маркиците кои што ги говори. Тоа е лага. И таков е принципот на ВМРО ДПМН. Со лага дојдоа на локална власт, ги излажаа граѓаните за Даниела Арцовска и сега не е наша, на СДСМ била, на овој била, сама е, не знам како е. Даниела Арцовска е кандидат на ВМРО ДПМН на прошлите локални избори. Даниела Арцовска. Да. Даниела Арцовска славеше пред седиштето на ВМРО ДПМН по победата. Честитавме. Со среќа. Ајде да видиме што направивте. Го укочивте градот. Универзална не се прави. Јавниот транспорт катастрофа, ништо не се случува. Го стопира Бас Рапид Транзит, државата плаќа 300.000 евра секоја година. Заради тоа што е стопиран Бас Рапид Транзит како систем. Ветува автобуси, ветува електрични, ветува фабрики. Долга е оваа тема. И сакате да збориме за другите градоначалници? Нема никаков проблем, за кој сакате, за тој ќе зборуваме. Па видете, би сакала да слушнам една оценка за градоначалниците на ВМРО ДПМН кои што и ги пофали Бојан. Значи имаме Ме проблем. интересира вашата оценка, да. Имаме Кратко само ве молам, да, затоа што многу кратко за да има Да. можности Бојан Да. да си каже што има да се каже. Значи имаме најлоша хигиена во градот во секоја општина посебно. Ако една од тезите кои што ВМРО ДПМН ги доби изборите беше автобусите, втората теза беше дека за 82 дена ќе ги исчистат сите диви депонии на ниво Нова град Скопје. Знаете што се случува за во оценка за градоначалниците ве прашав, За градоначалниците, затоа што стигам. Арцовска. Градоначалниците во овој момент имаат на секоја точка нови депонии, кои што исто така се и нивна одговорност. Имаме проблем со кучиња, односно со миленичиња, кои што се секојдневно ги збориме, ги гледаме граѓаните како се жалат за несправување со овој проблем. Имаме проблем со хигиената. Хигиената на која сакате општина е катастрофална. И тоа е се благодарение на градоначалничката и останатите градоначалници од ВМРО ДПМН. Бидејќи 5 имаат во општината во град Скопје плюс градоначалничката Даниела Арцовска. Добро, а во центар како е? Во центар е подобро. Добро. Па ева ќе почнам од крајот на Васкал. Бидејќи спомна дека во центар е подобро, бидејќи сме скоро комши, ќе те поканам. Бирај ден кој е било утро, кој е било ден, да видиш во да речеме така по централно градско подрачје или водно, да видиш во каков хаос сме со хигиена, за која што е задолжен токму општина Центар. Кога сме кај мостот, што го спомена, видовме дека претходниот градоначалник од СДСМ Шилегов направи мост кој што завршува во куќи. Така да не знам зашто би била виновна сега Даниела или ВМРО ДПМН, зашто некој не може да го спроведе да биде тој мост проводен или транзитен. Така да кога се прави мост паралелно на изградбата, се прави и експроприацијата или договорите за тие куќи да бидат оттаму тргнати. После толку години се уште е иста ситуацијата. Тој мост не функционира, а фрлени се огромни средства. Да, точно ние се оградуваме од градоначалничката Даниела, тоа народот го знае, но лично сметам дека подобро е да се оградиш од нешто што не чини, да се оградиш од човек кој што согласно принципите кои што претходно сме биле договорени, се има комплетно излезено од шини, но каде е вашата одговорност што вие како политичка партија заедно со ДУИ и Левица ја поддржувате Даниела? Тоа директно може да се види, тоа е фактичка состојба во Советот на град Скопје. Јас присуствував на седниците како директор на Совет на град Скопје, каде што имаше многу интересна дискусија и стварно се одлучуваше позитивно за сите предлози кои што се во интерес на граѓаните. Но на последната седница на Совет на град Скопје можеше да се види таква една убава синергија меѓу советниците на СДСМ, ДУИ и Левица во поддршка на проектите и извештаите на градоначалничката Арцовска и незините директори, што мислам дека е повеќе од очигледно кој стои позади Даниела сега во овој период. Друго, се сеќавате да господјата Арцовска кога
Имаше еден инструиран напад против директорот со рацете во мед за договор кој што сега веќе она го потпиша под потполно исти услови како што тогаш обвинуваше. А кој ги плати тие билборди против целиот тој проект и ВМРО ДПМН и председателот Христијан Мицкоски? СДСМ, според моите информации, мислам дека тоа е јавна тајна, дека директно ги плати тие билборди, пардон. Друго, кога спомнавте јавниот транспорт, затоа спреска споменав, директор допред 2 недели на јавното сообраќајно претпријатие ЕСП беше Александар Кадар на СДСМ. Кога зборуваме за стопирање на проектот Бас Рапид, кај што плаќаме 300.000 евра. Да, годишно. Државата плаќа. 300.000 евра годишно. Искрено ви кажам, не сум запознаен многу со ова. Се надам дека ќе имаме следна прилика кога би дискутирал за ова. Ајде да се вратиме малце за Бехтел и Јенка, каде што спомнавме дека 53 милиони евра треба да се платат денес, зашто пред 45 дена сме направиле штетен државен договор. Сега ако споредуваме за 45 дена 53 милиони евра и плюс секој месец доколку не се заврши таа измена во законот уште 2,1 милиони евра, тие 300.000 евра годишно, ако ги ставиме на кантар, не значат ништо во споредба со ова, иако многу значат, не велам не. Кога сме кај изградбата за капитални објекти, те гледам вас дека имаше иницијатива за изградба на универзална сала и завршување и се согласувам, тоа е нели место каде што сите скопјани и пошироко од Скопје сме оделе таму, сме ги живееле нашите нели едни од поубавите моменти на концерти и други манифестации. Гледав една изјава на вашиот градоначалник Шилегов, кај што кажува, мислам дека беше во 2021 година, при крајот на неговиот мандат, кај што вика во 2022 дека универзална ќе биде комплетирана, завршена и пуштена во потреба. Градоначалник со поддршка од извршна власт, од неговата партија, тоест од вашата партија, не успеа да заврши универзална сала и сега кој е крив? Даниел и ВМРО да помене. Па не би рекол. Ајде на Кратко само одговори и да, треба да се одјавуваме. Прво, за ЈСП и за членовите на управниот одбор кои што се од ВМРО ДПМН, таму имаше обид да се стави директор на јавното предпријатие, односно на туристичката агенција ЈСП Турс се вика, кој што беше член исто така на ВМРО ДПМН, со тоа покажува дека членовите на управниот одбор се токму на ВМРО ДПМН. Исто така, не е само тоа предпријатие, во сите останати предпријатија, членовите на управните одбори се на ВМРО ДПМН. Советот, председателот на Советот е на ВМРО ДПМН. Каква кохезија збориме за СДС со Даниела Арсовска? Па гласањето за буџетот на Даниела Арсовска го изгласа ВМРО ДПМН, не го изгласа СДСМ. Ако имавме ние таен договор, ќе гласавме буџет, ќе гласавме. Ние не гласавме, ние бевме воздржани. ВМРО ДПМН заедно со ДУИ, со Левица го изгласа буџетот за 2023 година. Втора работа, експроприациите. Експроприациите делумно се завршени. За мостот зборуваме во така аеродром. За мостот. Експроприациите беа завршени делумно. Останаа уште стотина експроприации за да се заврши постапката, за која што се завршува за година дена. Ако ние не можеме 100 експроприации да направиме за година дена, тогаш како мислиме да продолжиме да функционираме? Ова е капитален проект за Скопје, бидејќи ќе се растерети све она што го имаат аеродромци како проблем во утринските часови. И затоа мислам дека само фокусот и потребата за работа е она кое што е потребно да се заврши за експроприацијата. Универзална сала. Универзална сала има пари, има отпочнат проект, има се што е потребно за да се проложи. ВМРО ДПМН на една од последните седмици, не знам дали беше последната или пред таа, не успева да се надмине себе си и да дозволи владата во име на град Скопје да ја заврши универзална сала и да им ја врати повторно на град Скопје за граѓаните да имаат повторно место каде што културно ќе се издигаат. Универзална сала е нужно потребна на градот. Без универзална сала Скопје културно пропаѓа. И тоа е само еден од проектите кои што треба да се завршат. Каде е тука Луна паркот или се останато? Значи Скопје мора да се развива, но она што ги имам како информации е катастрофалната лоша ситуација финансиска во градот Скопје. Јас И во јавните предпријатија или зборувате само во градот Скопје? Јас се плашам дека наредниот период
ќе доведе до катастрофални последици по градот и по функционирањето на градот. Ќе доаѓа период, верувам дека ќе се видели на сите работи и дека она кое што се плашам дека ќе се случи со градот Скопје, повторно ќе биде на грб на ВМРО ДПМН, затоа што Даниел Арцовски беше нивни. Цела една емисија за кандидат. Проблемите во град Скопје. За крај само сублимирајте, ве молам, мораме да се одјавиме веднаш. Морам да изнесам едно обвинување само на крај, најкратко што можам, во врска со споменат детален урбанистички план во аеродром, наводно, кај што се предвидува, не знам каква изградба на згради. Морам да споменам, бидејќи очекував Васко да го спомне тоа и логично е да спомне, благодарам на тоа што го истакна. Тоа е дека иницијативата за носење на тој дуб, таков како што е произлегува од 2019 година во време на градоначалникот Златко Марин и мнозинството на Совет од СДС. Инаку е правен според генералниот урбанистички план, завршена е јавната расправа транспарентно, се уште дупот не е донесен во Совет, така да не може да зборуваме за нешто како ќе биде ако се уште не е донесено. Има се уште активна процедура каде што се доставени се од граѓаните анкетни прашалници и слично, има комисија која што ќе ги разгледува и ќе се произнесе по нив и сите добронамерни, логични, законски барања на граѓаните ќе бидат испочитувани. Инаку, за разлика од тоа што се прави со дупол во треска во центар, за разлика од тоа што се прави во строго градско подречје, во Капиштец, каде што може да си подаваат комшиите кафе од тераса во тераса, иако живеат во различни згради, дупот кој што го спомена Васко, 95% опфаќа стамбени куќи, а не згради. И нема да има, за разлика од дупот во треска, нема да има дооформување на државно земјиште, туку на тоа што е државно земјиште ќе бидат изградени паркови. За крај, да, последна реченица, да. Тимчо Муцунски и советниците на ВМРО ДПМН можат утре да ја стопираат, да го стопираат донесувањето на деталниот урбанистички план во аеродром. Јас пред некој ден имав средба во аеродром и таму ваш член излезе и кажа 95% од граѓаните се против овој детален урбанистички план и срамота е што ВМРО ДПМН носи ваков детален урбанистички план. Поднесени се над 150 приговори на деталниот урбанистички план и тоа не беше ветувано во програмата на Тимчо и на ВМРО ДПМН. Беа зеленило, беше заштита на интересите на граѓаните. Сега се градат згради на имот кој што е купен како нива за да се направат финансиски придобивки за малкумина, а да се одземе просторот за правење на поголеми семејни куќи, кои што ќе биде на штета на жителите во. Ви благодарам и на двајцата за гостувањето, да, ајде да не виде само кратко само има проблем, веројатно со тој дуб, бидејќи не се предвидени фотоволтаици за сопругата на премиерот Ковачевски, а може би исто така дека нема маркица за хотел на Стефан Богоев да изгради нов, како што има изградено претходно. Мораме да се договориме за уште една емисија каде што и како повеќе време ќе посветиме на град Скопје. Ви благодарам многу и на двајцата за гостувањето во вечерашната За или против. Почитувани останете на Алфа, од мене пријатно.